Од наредната недела се очекува стартот на завршните зборови за судскиот процес за собраниските инциденти. За 2 дена во кривичниот суд ќе се презентираат доказите на Александар Василевски Нинџа, негова одбрана и тројца сведоци, меѓу кои братот на Нинџа Благој Василевски и вработениот во УБК Дејан Димковски, викан боксер, кој според сведоштвата имал удел за крвавиот четврток. Во петок ќе се презентираат дополнителните листи на докази ако ги прифати судот. Дел од обвинетите не се одбранија. Игор Југ вели поради политичките повици влегол во собранието, но никој не го натерал. Прашан од обвинителката Вилма Русковска дали мислели на Никола Груевски кој јавно го повика народот да ја зема судбината во свој раце, а не по папучи да седи дома. Југ со одговор: мислам на сите функционери од директори до председателот на државата, освен на пратеникот Антонио Милошовски кој им давал подршка. За Груевски рече дека бил добар премиер, ама лош лидер на ВМРО-ДПМН. За мојата партија јас сум ги вршил сите работи што човек од мој калибар може да ги изврши. Сум работел се, од лепење, плакати до обезбедување конгреси, без никаква материјална надомест. Јас сум од тие што веруваат во идејата. Гневен сум, се уште сум гневен на тие луѓе, но христијанството ме учи да им простам. И им простувам, ама жив нема да им заборавам. Вчера од обвинетите Захарија Симоновски, Стефан и Младен Младеновски произлезе информацијата дека поранешниот директор на тајната полиција Владимир Атанасовски, поранешниот шеф на УБК, заедно во координација со Александар Василевски и Нинџа, го координирале всушност собранискиот упад во законодавниот дом. Оперативецот бил Александар Василевски Нинџа. Од МВР за 1 ТВ велат дека поранешниот шеф на УБК Атанасовски од јуни минатата година нема ангажувани во Министерството. Паралелно во обвинителството за организиран криминал и корупција распети за изборот на собранискиот спикер Талат Џафери. Како и секој граѓанин на Република Македонија и јас како Талат Џафери, повикан од соодветната надлежна институција, се одазвав на поканата како што е пропишано со процедура и тука по однос на тоа нема никаква разлика по однос на однесувањето. Од тоа здружение во обвинуваат дека сте избран насилно и со самоволие. Не е моја обсег на размислување. Здружението може да каже што сака. Имаше мнозинство во салата, со 61 глас беше избран и Талат Џафери е легитимен председател на Собранието на Република Македонија. Тоа битолско здружение по желбата на една политичка партија и поднела кривична пријава до обвинителството за организиран криминал. Кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување против сите пратеници кои го поддржаа изборот на Џафери за собраниски спикер, поднеле од битолското здружение за почитување на прописите.